Денеска во работна посета во клиничката болница во Тетово, да го посетиме целосно реновираното оделение за инфективни болести, кој што беше во навистина лоша состојба за време на минатата посета пред отприлика година дена. Заеднички заклучивме со директорот дека треба да се инвестира и е веќе целосно реновирано со нова инфраструктура, нови кревети за подобар престој на пациентите. Целосно е реновирана и лабораторијата, во која што се изведуваат лабораториски анализи на крвта, како за болничките пациенти, така и за пациенти кои што имаат потреба од амбулантски преглед на крвта со огромна фреквенција која што е континуитет. Практично секоја година се зголемува и еве годинава веќе надминува 20% во однос на бројот на анализите и фреквенцијата на пациенти во однос на минатата година. Клиничката болница во Тетово го зајакнува својот капацитет во континуитет. Во изминатите 2 години вработени се над 150 доктори, медицински сестри и останат персонал, дополнителни 40 со договор на дело, на кои што треба во следниот период да работниот однос се направи во работен однос на неопределено време. Огромен број на субспецијалисти веќе се вратени и со завршени субспециализации, што значи дека нови дејности веќе од оваа година се достапни за сите пациенти во овој регион, а навистина голем регион и голем број на жители покрива оваа клиничка болница во Тетово. На располагање на пациентите се субспецијалисти од областа на гастроентерохепатологијата, понатаму ендокринологијата и нефрологијата, што отвара можност за многу термини за прегледи и ја прави услугата поблиска до граѓаните, жителите на овој регион. Од минатата година во функција се стави и соработката со оделението за травматологија во Скопје, со што експерти специјалисти во оваа клиничка болница изведуваат специфични ортопедски интервенции, посебно во областа на спиналната хирургија и други субспецијалности од областа на ортопедијата, а за таквите услуги до скоро време пациентите требаше да патуваат и чекаа навистина долго време во клиниката во Скопје. И уште една работа која што е многу битна за оваа болница, меѓутоа и за целиот регион, е тоа што оваа клиничка болница беше дел од Перимак проектот, во кој што соодветно прво се процени, а понатаму се опреми и кадарот од областа на гинекологијата, акушерството и интензивното неонатално лекување специјално се обучи заедно со кадарот од Скопје и болницата во Куманово. На тој начин се подигна за еден степен нивото на ова родилиште во Тетово, кое што е едно од најголемите после родилиштата во Скопје. Може да кажам дека имаме одлични резултати и во скоро време ќе ги објавиме, заради тоа што значено е намалена неонаталната смртност на ниво на нашата земја, скоро е преполовена во однос на тоа што беше во последните 8 до 9 години како просек. Зајакнува капацитетот заради тоа што е оваа болница поврзана со медицинскиот факултет тука во Тетово. Над 50-60 доктори млади дипломираат секоја година и сега имаат можност со мерката за вработување и стимулација во рок од 6 месеци во рамките на здравствените установи секој да си го најде од младите лекари своето место, да не се осеќа дека е надвор од системот, на тој начин да ги стимулираме да останат во нашата земја заедно со останатите мерки, посебно последното најавено покачување за следната година од 25% за лекари, специјалисти, 10% за медицински сестри. Верувам дека постепено се враќа достоинството на медицинскиот кадар кој што работи во сите јавноздравствени установи во нашата земја. Благодарам.